Заврши истрагата за полициските службеници осомничени за трагичниот пожар во кочанската дискотека Пулс. Ова за Телма го потврдуваат од обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, која ја работеше истрагата. Оттаму велат дека во деновите пред Нова година започнале да се доставуваат известувањата до осомничените полицајци за завршената истрага, но не се знае точно дали сите ги примеле известувањата. Во завршна фаза е случајот против полицијата кој го води основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и во рамките на кој се очекува одлука во текот на јануари 2026. Откако сите ќе ги примат известувањата, почнува да тече рокот за увид во доказите и доставување на докази од одбраната. Адвокатот Асмир Алиспахич брани пензиониран полицаец од Овара Кочани кој беше во првата група уапсени и кој првично добија мерка притвор, но потоа ослободени. Вели дека побарале да направат увид во доказите, но и препис на списите, но дека почнале новогодишните празници па се уште чекаат одговор од обвинителството. За нив е спорно делото за кое беше првично уапсен полицаецот, а тоа е тешки дела против општата сигурност. Оваа квалификација во поглед на мојот властодавец не може да опстане со оглед на фактот да истиот е веќе пензиониран полициски службеник, истиот работел и бил работно ангажиран во Овара Кочани, што значи дека постапувал хиерархиски во делот на било какво барање од страна на секторот за вратечни работи во Штип. Благовремено секое барање кое што било праќање до Овара Кочани било одговарано во поглед на законската регулатива што се однесува за работењето на мојот властодавец. Ние се надеваме дека во поглед на нашиот властодавец истрагата ќе биде запрена. Вкупно 28 полициски службеници, инспектори и началници од СВР Штип и Кочани се осомничени за тоа дека предизвикале значителна опасност за животот и телото на луѓето, овозможувајќи кабарето да работи во субстандардни услови. 13 од нив се актуелни полициски началници и полицајци кои биле на задача ноќта на пожарот и последно се најдоа на листата осомничени. Се очекува во текот на овој месец обвинителството, кое е специјализирано само за предмети каде се осомничени полицајци, да донесе одлука дали против сите ќе поднесе обвинение. За министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, големиот број на службеници кои беа под истрага, значеше дека и требаат огромни реформи на полицијата. Во дискотеката Пулс загинаа 63 млади луѓе, а повеќе од 220 беа повредени. Во моментот кога настанал пожарот имало полициска рација за откривање на малолетници и дрога во кабарето. Родителите на жртвите се сомневаа дека сопственикот добил дојава за ваквата акција и побараа одговорност од министерот. Во пожарот загина и еден полицаец кој бил присутен ноќта на 16 март.